Продолжуваме понатаму со нашата утринска програма. Од овде, од Скопје, од студиото, ве носиме веќе во градот под Марковите кули, во Прилеп. Од таму во живо на линк ја имаме колешката Каролина Дурло, која што ќе разговара со незината соговорничка Христина Бозовска, која што е директор на Кузман Јосифовски Питу на училиштето и ќе видите за која тема ќе разговараат. Каролина, добро утро. Како се буди Прилеп ова утро? Добро утро и од нас овде, како што рече и ти, од градот под Марковите кули. Утрово имаме сонце, прилепчани се расположени, а ние уште порасположени. Како што кажавте и вие, дека се наоѓаме во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу во Прилеп, кој изминатава недела има навистина еден редок настан, кој што е за одбележување. Имено овде се одржа првиот во Македонија меѓународен средношколски форум на економските училишта, при што имаше гости дури и од соседна Србија. Со нас е директорката на училиштето, ова е едно од најпрестижните училишта во Прилеп. Добро утро, директор. И јас веќе кажам во најавата, навистина бевте извонредно успешни во изминативе неколку дена со вашиот меѓународен средношколски форум на економските училишта. За што конкретно стануваше збор? Добро утро на вашите гледачи. Организиравме меѓународен средношколски форум на економски училишта, се со цел да ги собериме на едно место економските училишта од Македонија, меѓутоа и од регионот. За среќа имаме добри соработници и пријатели во соседна Србија, така да беа присутни училишта од Сомбор и од Ниш, економските училишта од Сомбор и Ниш. Темата на форумот, на панел дискусијата која што се одржа на форумот беше инвестираме во човечки капитал, учениците како наша најголема валута. Организацијата исто беше поддржана од општината и градоначалникот господин Дејан Продановски. И на форумот дискусија имаше градоначалникот, има средните училишта од Србија, имавме бивши ученици, првенци на генерација, но сега успешни директори во Скопје, реализирани веќе луѓе. Имавме други ученици исто, имавме представник од Совет на родители и секако тука беше представничката, советничката од Бирото за развој на образованието и нормално тука не го забораваме нашиот сојузник, економскиот факултет, професор доктор Маријан Ангелески, исто така учествуваше на форумот. Колку се корисни овие вакви средби, бидејќи реком ова е прв ваков меѓународен средношколски форум кој се одржува во земјава и што тоа значи за иднината на економските струки кои се изучуваат овде во вашите училишта? Така. Самата цел на организација на форумот беше тоа што ние како економски училишта немаме можност да се собериме на едно место и да дискутираме за она што се случува. Од друга страна, уште поголем проблем се појавува тоа што економската струка си постои како струка. Во секој случај сме изравнети со гимназиско образование, што е супер. Меѓутоа па од друга страна спаѓаме во стручни училишта и тука не ги уживаме сите погодности што ги уживаат другите стручни училишта. Сепак мислевме дека е време да се покажи вистинската моќ на економската струка, бидејќи точно е дека другите стручни училишта нудат вработување, меѓутоа само во секторот во кој што се. Так. Разликата е што ние како училиште, како економска струка, нудиме вработување во сите сектори и институции, дали приватни или јавни, бидејќи економијата е темел на едно општество. Крвоток на едно општество. И тука не можеме да занемариме ние дека ако имаме успешни економисти, ќе имаме успешна економија, а со тоа и успешно општество. Без успешна економија немаме успешно општество. Ако имаме добри економисти со добри вештини и кон тоа целиме децата да ги оспособиме со оние меки вештини кои што не се здобиваат со пасивност на час, значи само пасивно идење на училиште, седење на часот и толку. Значи ако имате и практична настава со работа со компаниите на
настава, меѓутоа и во наставните активности дополнително нудат развивање на овие вештини кои што и текако му се потребни во текот на целиот живот, како на професионален план, така и на личен план на учениците. Имате ли соработка со компаниите околу тоа производството на иден кадар кој што е потребен во стопанството? Така, нашите ученици се постојано на пракса, значи дуалните паралелки веќе од втора година одат на пракса, значи втора, трета и четврта година се на пракса во компании, имаат можност да видат што значи да се работи, што значи да се работи во тим, што значи да си го организира времето, да има добри комуникативни вештини и благодарност до сите наши соработници, компании со кои што соработуваме, кои ги имаме и од јавниот и од приватниот сектор. Само кратко една реченица, со какви впечатоци замина вашите колеги и учениците од Србија од што го видоа тоа тука? Беа восхитени од самиот настан, одлична можност да ги продолжиме понатаму нашите заеднички активности, да речам, да се надоградуваме и да се поддржуваме во она што го работиме, и се надевам дека в година ќе го достигне меѓународниот средношколски форум, веќе ќе си достигне едно повисоко ниво, бидејќи ова ни беше првенче, меѓутоа сметам дека доста успешно поминавме, да. И за крај, пред да го завршиме разговорот, во интерес на времето се наоѓаме на крајот од веќе тековната школска година, уписите кајде ќе започнат, каков е интересот, вие имате веќе и нови, секоја година нови струки и така натаму. Значи, 9 оделенците колку се заинтересирани да се запишат во економското училиште Кузман Јосифовски Питу во Прилеп? Значи, од ланската година имаме уште една струка, тоа е угостителство и туризам. Значи, имаме техничар за настани и анимации, доста примамлив профил. И нормално економските струки, профили кои ги имаме од економско-правната и трговска струка. Интересот лани, значи бевме едно од училиштата кое што го дуплира бројот на запишани ученици, што значи дека учениците веќе ја препознаваат потребата од таков кадар и нивните и можностите што им ги нуди нашата диплома понатаму, бидејќи веќе со дипломата од средно образование имаат можност да се вработат, значи како што кажа, во повеќе сектори. Не се ограничени на еден сектор, туку ги треба има потреба од нивниот предприемнички дух, од нивните вештини во сите институции што постојат. Така, за колку ученици годинава имате место и во колку струки? Околу 157, значи две струки, економска, правна и трговска. Тука ги имаме економски техничар, дуална, дигитален маркетинг, дуална, бизнис администратор, правен техничар и 3-годишното референца продажни услуги или продавач. И следниот сектор, како што кажав, туризам и угостителство, односно техничар за настани и анимации. А колку матуранти заминуваат годинава или заминаа веќе? 70 матуранти, да. Така, споредено со другите години бројките, значи може да се пофалиме ланската година, уписот споредено со 2016 година уназад имавме најголема бројка на упис на средношколци. Значи овде останува повикот до 9 оделенците, слободно да дојдат, има место и навистина да стекнат знаења кои понатаму ќе му овозможат можеби уште од стартот и вработување. Очекувам дека е така. Благодарам, директорке. Студио, ако има некое прашање, повелете, ако не, ние овде ќе се одјавиме од Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу во Прилеп. Каролина, ви благодарам се што имавте си кажавте, убаво си објаснивте. Поздрав до вас, поздрав до директорката на Средното училиште Кузман Јосифовски Питу. Поздрав до Прилеп и прилепчани и се гледаме во некоја наредна прилика.